Мојата денешна гостинка 14 години успешно ја гради својата модна приказна, пред се промовирајќи ја македонската мода. Дотаму што незините креации стаса, односно прошета на црвениот тепих на доделувањето на Оскарите. Тања Кокев е гостинка во студиото на Репортер. Тања, здраво! Здраво! Драго ми е што си овде со нас и ајде да почнеме веднаш со она што го кажав како најави, она што е актуелно и интересно се уште во моментот, твоите креации на доделувањето на Оскарите, кога ја започнуваше твојата модна приказна, сонуваше ли дека некогаш твоите креации ќе бидат дел од црвениот тепих за кој што сите нормално. Така, да. Тоа е сон на секој дизајнер, нормално дека очекувањата ти се многу мали и не очекуваш дека тоа можеби ќе се случи, меѓутоа како желба не би било и нормално, нели, ако ја немаш таа идеја ден дека ќе стапнеш на некој црвен килим или дека ќе бидеш дел од некоја голема модна недела. Така да секогаш сум го гајала тоа некое чувство дека Кокев ќе стапне, нели, на црвениот килим на Оскарите и не мислам дека ова е прв и последен пат, искрена. Да. Мислам дека допрва треба да се разгледуваат, нели, сите опции за воеднината на црвениот килим и Кокев. Ќе се задржаме прво на Атидже, од причина што долго се коментираше тоа како таа ќе изгледа на црвениот тепих. Колку ти беше тебе тешко, односно лесно, да успееш, нели, да не ја поминеш онаа граница, таа да изгледа убаво, меѓутоа да не биде тоа што не е, затоа што во една изјава кажа не сме ние тие што ќе кажуваме на Атидже како да се облечи и да се појави пред. Точно, Атидже како прва не е актерка. Значи, он е еден реален лик и тоа треба да се почитува, да биде првиот императив во, нели, тоа како јас ќе ја облечам Атидже за Оскарите. Требаше да биде своја, требаше да се чувствува онака како што она, нели, сака, и немав никакви проблеми во однос на тоа како ќе ја стокмам, затоа што одлучив да ја слушам она што ќе каже. Едноставно незината желба да биде преточена во моја креација, нормално со сите оние критериуми кои што требаше да ги испочитуваме од аспект на тоа дека нели се појавуваме на Оскари, Оскарите се домаќини, дека треба да се почитува дрес кодот на домаќините, односно да нели облечеме во едно свечено руво и тоа секако го направивме, меѓутоа она секако се беше незина желба. Буквално се беше незина желба од боја до крој. Ние само дадовме, нели, мали автентични Кокев моменти, се потрудивме тоа да биде серачно изработена, да дадеме еден малку помодерен шмек, нели, во самиот крој и во нагласувањето на струкот како една карактеристика за Кокев, а се друго беше Атидже, да. Она што навистина е Атидже, облечена во медената земја во која што живее, за која што сите дозна, и она кога дојде во студиото на Кокев, што ти рече ако сакаш да ни откриеш кога конечно е облече во фустанот кој што таа, велиш го? Да. Ти кажала како да го? Да, многу беше срекна, многу беше срекна. Онака си го облече и сакаше да се гледа пред огледало, сакаше да ја снимаме, сакаше после да ги гледа снимките. Тоа е жена што ужива во животот. Јас познавам навистина многу жени. Тоа е мојата работа ни сите овие 14 години, секојдневно се среќавам само со жени, што се вика како клиентела, 99%. Она е буквално на врвот на жените кои што знаат да уживаат во животот. И не само што знаат да уживаат, туку и знаат што сакаат. Така ми го остави, нели, така ми остави мене впечаток, нели, тоа е прва средба, имаше малку средби. Меѓутоа мислам дека после 14 години искуство и работа со жени, дека веќе можеш да процениш горе-доле во основа, нели, карактер и да видиш дали е тоа вистинско или лажно. Ја не видов ништо лажно во тој лик. Едноставно таму видов само една срекна, исполнета жена, од која што навистина може многу да се научи ако си отворен да слушаш и да гледаш. Атидже го облече фустанот на Кокев, ама не го облече Тамара. Тоа беше исто една од оние теми за кои што се дискутираше и всушност ние во последен момент дознавме, откако ти напише статус, дека им посакува среќа, дека сите се облечени во креациите на Кокев, освен режисерката Тамара, која реши да носи позајмена креација од њујоршки дизајнер. Добро, што се случи? Тоа мора Тамара да каже што се случи. Јас навистина не знам, бидејќи последните неколку дена не се случи контакт меѓу мене и незе, се до последниот ден на денот на Оскарите, кога добив само соопштение, нели, од незина страна дека сепак се одлучила да не носи Кокев.
Така да тоа е изјава која што треба Тамара, што не верувам нели дека некогаш ќе ја даде. Така да мојот коментар тука завршува, бидејќи јас навистина не знам што се случило. Јас можам само да знам дека јас испорачав тоа што требаше да се испорача, не еден, туку две оскаровски тоалети. Едната која што беше првата тоалета која што ја работевме, според мене е тоалетата која што Тамара требаше да се представи за нејзе на Оскарите, затоа што тоа е една тоалета која што има еден интересен машки крој, преточена во комплетно женско издание, еден крој кој што комплетно наликува на Тамара како лика, како жена режисерка, документаристка, го нагласува низиниот јак карактер, низината интелигенција, интелектуалност и така натаму. И она тоа навистина знаеше многу добро да го износи, јас така ја замислував. Можеби не беше многу оскаровска креација, меѓутоа беше Тамара. Добивме тогаш молба од продукцијата која што стои позади нив, од Неон, да изработиме уште една по-оскаровска варијанта. Го направивме и тоа, во нејца ќе беше буквално како така убава снеголка, меѓутоа ете и тоа не се прифати, толку можам да кажам, мојата работа јас ја завршив. Фустаните секако ќе си ги представам на една од моите наредни реви, да, секако, затоа што тоа се фустани со кои што не е дека јас ќе се гордеам со нив цел живот, нели нормално, меѓутоа ми се многу мили и многу драги. Многу ми е жал што не го видоа светлото на денот таму каде што требаше да го видат, тоа е нормално. Меѓутоа ќе го видат на некоја од моите наредни реви, секако ќе ги испрезентирам затоа што заслужуваат да бидат видени. Тамара, не ги облече фустаните, прочитав еден твој статус каде што велиш многу ми е жал што часови и часови потрошивме време за да ги изработиме. Повеќе ми е жал затоа што она навистина ќе беше своја на своето во било која тие две креации. Јас не сум моден критичар и не можам да коментирам за креацијата која што ја носеше. Меѓутоа не ми беше тој незиниот лик не ми соодветствува со таа креација. И не ми е вкусно кога првпат се презентираш нели на Оскари да носиш позајмена. И веќе видено. Значи, уште помалку мило ми беше тоа што не носеше македонски дизајн. Не мораше да биде Кокев. Значи, можеш она се работува и со други македонски дизајнери. Значи, било кој да беше, важно да беше македонски дизајн. Например, не знам, било каде кога гледам надвор, мене ми е желба ја да го представам, нели, македонскиот момент. Тоа ми беше можеби посебно криво. Иначе, другото си е се во ред, секој си има своја желба и тоа нормално дека мора да се почитува до крај. Тука и ми го изема прашањето во смисла колку нашите јавни личности, познати личности, знам дека соработуваш со политичарките, со сопругите на политичарите. Колку сметаш ти дека ние можеме, односно колку ги носиме македонските дизајни надвор кога сакаме да се представиме негде и колку сметаш дека македонките повеќе мислат дека некој странски бренд е многу повреден од овој нашиот? Видете како, значи има две категории на личности генерално, не само жени, кои што од сами мали нозе се растени на начин да виделе многу повеќе во животот, прошетале повеќе и така натаму. И со тие луѓе немаш проблем затоа што они знаат да го ценат квалитетот, без разлика од каде доаѓа. Квалитет е квалитет. Дали доаѓа од Македонија, дали доаѓа од Франција, квалитетот е квалитет. Значи нема различни критериуми за квалитет. Значи таа жена нормално дека ќе биде предизвик да носи Кокев и ќе биде поголема желба да носи Кокев, отколку оние кои што нели се слепо се водат по брендови. Тоа е некоја нова популација, еве типичен пример се русинките, нели со целата транзиција која што се случи во Русија и наеднаш нели целото тоа богатство кое што се слеа во таа држава и што направија сите тие нели пари, таа лажна моќ и така натаму се одрази нормално нели во модата. Таму имаме такви Инстаграм клонови каде што секоја личи на една на друга, од лик, нели па до гардероба, брендирани од горе до доле, посебно со назнака нели на логоата за да се види што се носи и како се носи. Тука нема никаква инспирација, нема никаква креативност, нема никаква индивидуалност и нормално дека нели не можам јас на таков тип на жена да ја продадам Кокев, така? Затоа што нејзе значи нешто сосема друго, нејзе квалитетот не е битен, нејзе е битно логото.
Да. Меѓутоа, ете, јас имам една публика и една клиентела која што навистина е на убава, фина, градска клиентела која што изначи се квалитетот, а не изначи, нели, витрините во излогот и така натаму. Се сите овие 14 години кога почнуваше, нели, со да го разработуваш брендот Кокев и сега успешно се носиш со таа приказна. Оно што мене ми остава лично впечаток е тоа што многу политичарки ја носат твоите креации. Можеш ли да се сетиш со кој прв дојде во твоето студио да побара да му дизајнираш? Од политичарки, да. Па мислам дека Радмила Шекеринска. Да, и ден денес мислам дека е. Да, госпожа Радмила Шекеринска, да, и денеска е клиент. Клиент со кој што многу лесно се работи, бидејќи знае што сака, има преубаво тело, преубаво и стојат кроевите на Кокев. Знае што сака, си ја знае и бојата, исто како Атиџа. Да. Тоа се тие силни жени кои што знаат што сакаат, што си уживаат во животот, значи лесно е да се работи со неа. Радмила Шекеринска повлече нога и сега некако сите познати, не само политичарки, генерално и јавни личности. Фатиме ми е предизвик исто за работа, затоа што е преубава, значи стварно е многу убава и како муза дека работиш за неја, едноставно цело време те инспирира. Госпожа Елизабета Пендаровска, исто така Георгиевска, се извинувам. Исто ми е предизвик да работам и со неја, не знам. Предизвик ми е секој клиент, не мора да е јавна личност, секако. Добро, колку ти веруваат во оно што им го сугерираш и колку ти се пропуштаат, еве, ти како ќе кажеш, како ти ќе замислиш, така ќе одам облечена. Значи, колку често ти го кажуваат тој, колку, да речеме, ти се мешаат тебе во... Па, во принцип, кога веќе доаѓаш кај дизајнер, нели треба да му веруваш малку повеќе на дизајнерот и јас секогаш сум некако инејтлија во тој дел, сакам да ме веруваат затоа што мислам дека можам многу подобро да го направам сето, така што не мислам дека подобро може да вода државата. Јас така мислам дека нели подобро можам да го изработам нивниот модел и некако инсистирам на тоа да биде не по мое, туку да се послуша дизајнерот. Иако секогаш ја слушам нивната идеја, бидејќи како што секој човек со изграден стил си го знае својот стил, никој друг не му го знае, не му го познава стилот. Нормално дека тука ќе ги слушам до крај. Меѓутоа, финалниот тач мора да биде од дизајнерот. Да. Нивната идеја и мојата реализација и мојата доработка на реализацијата на идејата, убава комбинација е тоа. Добро, креираш за дами, велиш 90% работам за жените, креирам пустени венчаници, ама што е со костимите, кога ги креираш костимите за мажите, што ти е полесно? Па мажите се многу поедноставни во секој поглед, значи они се поедноставни како нели битија генерално во животов, не се така комплицирани како нас, не знам дали е тоа добро или лошо. Поедноставно е секако за нив да се дизајнира. Треба само да ги сватиш што сакаат и многу е лесно, нели како и во приватниот живот. Ако објаснат убаво, многу полесно ќе ги сватиш и многу побаво ќе го изреализираш производот. Така да ќе ги сослушам колку знаат нели да објаснат, да. Конкретно кај медењаците немаше некоја голема дилема што ќе се работи, затоа што се знае, тоа беше класичен смокинг, каде што не смеевме да експериментираме. Единствено што моравме да ги поделиме кои ќе бидат нели со шал краѓа, кои ќе бидат со класичен смокинг ревер, кои ќе иде со бела кошула, кои ќе иде со црна кошула. Така да тоа била мали финеси, ке нив немаше, меѓутоа беше многу битно да се погоди кројот. Значи, мораше да личат безпрекорно и еве како што гледам публиката, како што реагира, мислам дека стварно ги направивме да бидат медењаци. Ајде малку да позборуваме околу брендот Кокев. Меѓутоа, она што е интересно е тоа е всушност презимето на твојот поранешен сопруг. Едно време се ребрендираше во Кларис, ама пак повторно се врати на Кокев. Не знам, искрено, значи тоа беше момент на слабост, кога знаете, некогаш ние жените сме нормално дека повеќе сме ирационални отколку рационални. Значи Кокев го имам направено јас. Тоа не е тајна, тоа го знае и мојот бивши сопруг, го знам и јас и нашите пријатели, и јавност и публиката и сите. Меѓутоа јас во еден момент мислев дека кога нели веќе не сум повеќе со тој човек, а тоа е негово презиме, дека едноставно треба да го тргнам од мене. Меѓутоа,
во процесот на тргањето на Кокев од мене, како да се искина дел од мене. Значи тоа болеше, едноставно болеше, бидејќи Кокев мене ми е како дете, нели нормално. Јас го растам 14 години колку што ја растам и мојата керка. Значи толку многу љубов има вложено во Кокев и толку многу труд и работа и едноставно не само јас, туку и вработените кои што се сите овие години со мене. Значи ја кога го почнав процесот да нели да го реименувам, да го ребрендирам, нели Кокев, значи тоа беше навистина болно за мене и тогаш сватив дека правам многу погрешна одлука, дека тоа не смеам никако, затоа што не е добро ни за Кокев, ни за мене, ниту па за мојата керка, затоа што она еден ден сака да го наследи овој бизнис и да продолжи да го работи. На сега кој е Кокев, јас сум Кокев, значи нема зашто да си го дадам тоа презиме кога ми легна, нели идеално. Да, така да Кокев е мое и веќе го чувствувам толку многу мое да нема потреба да го враќам некаде кај што не му е местото. Да. Еве пред малку спомнав повеќе не сум со, односно, рекме поранешниот супруг пред 3 години како 4 години сме разделени, да. Разделени. Нема да те прашам колку беше тежок разводот, затоа што секој развод е тежок, меѓутоа како ти после тоа продолжи понатака со твојата керка? Па едноставно многу подобро, затоа што сметам дека никогаш не треба да бидеш во брак кој што не ги задоволува основните критериуми, камоли па некои повисоки критериуми, а за да бидеш во заедница со некого треба да имаш не базични, него да имаш навистина високи критериуми за да ти биде среќен и исполнет животот. За жал јас не сум од тие среќници кои што нели имале убав брак и знаев дека тој брак мора да се заврши, да му се стави крај. Нормално дека ја го потегнав процесот за развод и едноставно со самото нели завршување на бракот ја бев многу посреќна за разлика од за време нели додека сум била во него. Нема зошто да се троши времето на некого, нели, нормално. Не е убаво ни ја да му го трошам неговото време, ни он моето. Секој си има право да си биде, нели, да си ужива во животот, а ова не беше уживање, нормално мораше да се. Така да среќата си дојде после разводот и навистина многу убаво го поминав разводот. Нема дилема околу тоа. Добро, сепак тоа се случувало во период кога твојата керка Клара била тинеџерка, што веројатно е најтешкиот период за децата. Еве како мајка, што ви кажи, што ви тоа не е работа која што треба да се соопшти на денот кога си одлучил да се разведеш. Тоа е работа низ која што треба, ако веќе знаеш дека ќе се разведуваш еден ден, или ако нели чувствуваш нешто дека не е во ред, не знаеш дали ќе дое до развод, меѓутоа чувствуваш дека не е во ред, треба на детето да работиш од мали нозе. Не значи дека да ја спремаш за развод, далеку од тоа, туку да го спремаш детето за животот. Едноставно, значи треба да разговараш со него од првиот момент. Јас и Клара имаме не знам, не е убаво тоа да ни искочи како фалење, меѓутоа имаме многу добар однос, значи одличен однос. Тоа е однос на кој што работиме и двете со години наназад. Тоа пред се должи на многу добрата комуникација. Значи ние не сме мајка керка кои што кријат работи една од друга. Па јас некои работи треба да не ги каже прво наставничката или прво од другарки да дознам, него јас сите работи прво ги дознавам од незе. Што е, нели, резултат на градење на еден добар однос. Исто така и она, значи јас не кријам буквално ништо од незе. Ја третирам како човек кој што е многу интелигентна, знае да ги прими работите, знае да ги обработи, така да нема зошто да се понашам како со мало дете и да ја залажувам или да ја правам розови филмови, кога можеби не е розово некогаш во моментот. Така да, кога дојде моментот на развод, нормално дека имаше тага кај незе одреден процент, меѓутоа тука го уклучи одма нели рационалниот момент кај што сфати дека тоа не може така да продолжи, едноставно го прифати како реална ситуација, многу реална ситуација. И немавме проблеми. Добре, како функционираат откако ќе се разделат родителите, како функционира родителството по разделбата на Има различни примери, не знам сега конкретно. За жал, ете, мојот случај не е еден од подобрите, значи немаме, се надвам дека можеби ќе го подобриме во иднина баш поради Клара. Функционира во основно. За односот, така? Да, за односот, но основен базичен однос, значи кој што, нели, не е лош, меѓутоа не е ни нешто премногу. Можеби толку треба да биде, тоа е индивидуално. Кај секого треба да биде различно, на кој колку му треба, да. Можеби мене толку ми треба тој однос, на фина основа, која што е, нели, позитивна заради детето.
А Клара како ќе функционира со нејзиниот татко, тоа веќе не е моја работа. Да, тоа треба они двајца. Од мене е важно да ја има слободата да се гледа кога сака и како сака со него. Да. Јас не знам тука ништо, а понатаму одлуката е нивна. Да. Велиш Клара, е исто така кој ќе питаат ќе го наследен ден Па да се надеваме, да, сака. Добро, ние ја гледаме веќе како манекинка и делот, односно во твоите реви. Претпоставувам дека тоа е твојата вечна инспирација. Колку таа се пронаоѓа во сето ова, колку ти е тешко или лесно кога дизајнираш нешто специјално за нејзе, колку ти се меша во работата затоа што ти е ќерка? Па во принцип како што расте се повеќе се меша, да, и тука почнуваме веќе да гледаме дека има голем раздор помеѓу мене и нејзе во другарството завршува. Да, на професионално ниво тотално сме различни и баш се смеевме пред некој ден дека нели кога ќе работиме заедно, здравје Боже, дека канцелариите мора да ни бидат одвоени неколку километри затоа што не смееме да бидеме заедно, бидејќи ништо нема допирна точка, барем сега за сега. Можеби нели онако ќе созре малку повеќе, а јас ќе омекна малку повеќе, па можеби ќе се најдеме. Сега за сега не се наоѓаме со идеите на исто ниво, ниту па со размислувањето околу тоа како треба една колекција да биде и представена и како треба нели да изгледа. Ќе видиме, да, интересно ќе биде во секој случај. Да те вратам малку на почетоците со ова што сега го работиш, како тргна приказната Кокев, како една дипломирана историчарка по уметност и поранешна новинарка, сега е една од нашите најпознати дизајнерки. Како тргна твојата приказна? Па, од секогаш ми било идеја дека ќе бидам дизајнер во животот. Значи тоа никогаш не било спорно. Секогаш сум знаела дека тоа е нешто што е, нели, на некој начин не одредено за мене, туку моја желба. Меѓутоа сум чекала многу трпеливо да се создадат услови за такво нешто, иако не сум трпелив човек по карактер, најверојатно ова е имало зашто сум покажала толку голема трпеливост. За жал, требаше години да поминат додека да се оствари нели оваа желба. Се почна од роденденот на ќерка ми, кога требаше да се декорира нејзиниот роден ден и кога сето тоа нели го направив за нејзиниот роден ден. И сите работи кои што ги направив за декорацијата ги изложив во простор еден книжара која што ја водев во тој период. И наеднаш почна нарачки. Да, за многу брз период се случија многу нарачки и така почнав со декорација на свадби за многу кратко време да се расшири тој бизнис и тука веќе конечно сватив дека еве го моментот за нели да почнам со нешто го сакам цел живот дизајн и почнав нели преку венчаници. Освен венчаници и фустани и чевлите веќе се дел од твојата работа, меѓутоа и парфем дизајнираше, а инспирација за тоа ти беше актерката Јелена Јованова. Она беше заштитно лице. Да, значи, сметам дека една модна куќа треба да има се. Од чевли до парфем, до секојдневна гардероба, до кутур делот и така натаму. Така да ја го направив сето тоа, меѓутоа сега правам пауза од се. Да, правам пауза од се, затоа што ми требаше малку да забавам. Требаше малку да се соберам сама со себе, затоа што премногу го расширив нели и бизнисот, креативно почнав да паѓам, значи се истрошив, бидејќи јас како единка требаше да дизајнирам парфем, да дизајнирам чевли, да дизајнирам венчаници, да дизајнирам свечени тоалети и да дизајнирам секојдневна облека, која што нели треба да се дизајнира на секои 6 месеци. Така да буквално немаше недела дена во еден месец која што јас можев да излечам слободна, каде што не креирам. Значи тоа беше многу голем притисок, едноставно не можев повеќе да издржам. Се вратив сега за кратко, значи можеби уште година дена да речеме, ќе терам вака само венчаници и свечен програм и здравје Боже, значи од прилика за година дена плюс минус се враќаме и со чевли и со секојдневната гардероба и да нели ја вратиме, не функционираме само како ателје Кокев, туку како модна куќа Кокев, да. И ви тука ми го наметна прашањето колку може да се живее од македонската мода, односно од дизајнирање на македонски парчиња. Еве зборуваме лично за тебе, пошто веќе 14 години си на модната сцена кај. Апсолутно може да се живее од мода во Македонија. Зборам за мојот пример, не е благодарно да зборам за другите. Пример е тоа што ја обстојувам 14 години на пазарот.
понекогаш има тешки моменти, понекогаш има многу убави моменти и бизнисот е жива материја и нормално дека некогаш ќе биде горе, некогаш ќе биде доле и таа има свој тек на движење. Мислам дека најтешките години се веќе позади мене. Тоа беа претходните не оваа сега што помина, меѓутоа претходните 2 години, кај што навистина беше тешко. Што се случи не ми е јасно до ден денеска, меѓутоа ете така се собравме сите заедно со вработените, рековме дека ќе издржавме, нели? Не дека немаше работа имаше, меѓутоа нешто чудно се случуваше. Не можам да објаснам, значи едноставно некако, не знам, како нека стагнација, како нека неубава енергија и така натаму. И приватно ми се случи некои неубави работи во тој период, така да мислам дека тие 2 години беа најтешки за Кокев и за мене како Тања Кокев. Сега веќе излеговме од тоа и онака некако како феникс се осеќам повторно, нели, излагаме од пепелта и идеме пак напред. Сега ова го доживам како некој нов почеток, како првите 12 години, нели, првиот циклус измина, сега веќе сме влезени во новиот циклус. Буквално така го доживувам сега Кокев, затоа што пак се вративме на основата, онака како што почнавме со венчаници и свечен програм, без сите оние пропратни нели, елементи од секојдневната гардероба и буквално сме пак на почетокот. Меѓутоа, нели, многу поразвиени, многу посозреани, многу поискусни, така. Многу поискусни, да, и подобри, очекуваме твојата ревија, да. Конечно во ноември. 2 години поред ме бие некој малер со ревиите, да, требаше 2018 да се случи ревија во хотел Хилтон, меѓутоа не се погодивме Хилтон со неговото отварање, а јас со мојата колекција, за жал, они го отворија хотелот покасно од кога мојата колекција беше готова, ја морав да ја пуштам во продажба. И лани исто така имавме слична ситуација и веќе толку многу ми се прави ревија да стварно одвај чекам ноември да дојде, да. Кој е сега, моден тренд и ти како моден дизајнер што ги советуваш? Која е непогрешливата комбинација? Што ги советуваш дамите, кога не знаат што да облечат, што да облечат? Живееме во време во кое што се ни е отворено, се ни е на дланка, нели, живееме посебно за модата, Инстаграмот, нели, води. И кој ги влече, нели, инструкциите од Инстаграм правилно, кој неправилно. Едноставно, не знам, повеќе го слушаат Инстаграм, отколку, нели, нас дизајнерите. За жал, у такво време живееме. Меѓутоа, оној кој што сака навистина да добие, нели, вистински совет од нешто, ја познаваме модата, не сум само ја, има уште многу добри дизајнери во Македонија. Секогаш советуваме да не се бега од она што те прави свој, нели, нормално, и дека класиката е вечна, и дека нема ништо хубаво од елегантна линија, да не експериментираат, нели, нормално, да не прават маскоти од себе по цена на Инстаграм објави. Едноставно тоа е некој совет да се биде свој, да се биде смирен, да се знае што сакаш и како сакаш. Да, мора да се остане прибран некако во овие луди времења на кога се е достапно. Добре, колку во лично мене ме интересира колку во овие твои совети е и она дека вечната дилема дали одат тренерките во комбинација со штикли, па дури и Мадона ги носиш лично ти како ако знаеш да ги носиш, например, ако ги облече Зендаја, ќе биде феноменално. Треба некој да помогне како сето тоа. Значи не е само тренерката и штиклата, значи косата, шминката, значи ставот. Треба прво да имаш став, значи твоето тело да знае тоа да го износи. Значи ако не знае твоето тело тоа да го износи, не можеш да ги облечеш тренерките и штиклите. Ако знае да го износи телото, нормално. Значи тука лежи. Многу пати не знаат луѓето што знаат да износат, а што не знаат да износат. Тука е многу голем проблем. Колку, да речеме ти како дизајнер, сметаш дека секогаш скапото парче е она што треба да се облече и што е вредно и колку е тоа џабе ако тој што го носи не знае да го носи, затоа што некој со фустан од 500 денари знае да се однесува како да носи крајче од 5000 денари. Скапото одредува, да речеме, квалитет. Не можам да негирам дека скапиот производ не одредува квалитет. Еве, јас 14 години работам со, условно кажано, поскапи материјали, затоа што сакам да работам со природни материјали.
и нормално дека тоа е некаков репер за квалитет. Меѓутоа не значи по секоја цена дека во ова денешно време во кое што живееме на толкава мас продукција, дури и кај дизајнерите веќе, дека скапото по дефолт носи квалитет. Еве, например, се појавија последните колекции на Dolce Gabbana и дури на Tom Ford, кој што го почитувам нели многу за разлика од Dolce Gabbana, кој што не ги почитувам многу, се појавија 100% полиестерни материјали во аутфите во кои што тоа јас како жена не можам да сватам дека е тоа нормално. Значи, како да ставам нели чиста, истуширана, све да ставиш полиестерен материјал на тебе и тоа да замириса. Значи тоа ја не можам да го разберам. Стварно не можам да го разберам. Меѓутоа, ете, тоа се случи во трка по пари, во трка по не знам што. Да, и големите дизајнери ги направат тие големи пропусти. Носи скапото, да, квалитет, меѓутоа, ете, гледате, не по секоја, не по дефолт, не е очигледно така. Добро, еве, пред самиот крај, кои се твоите модни икони? Од кого ти учеше како да се облекуваш? Па Лорен Хатон ми е една од така жените кои што навистина ги обожавам. Дайан Китон, незиниот нели ала гарсон стил. Ете, од нив две одма може да ми текне. Па нив би ги издвоила сега за сега само. И има неколку француски ликови кои што не се познати. Мислам, не се толку многу нели познати, меѓутоа ете така влечам од таму таа француски шик кој што од 60-тите, посебно 70-тите години, посебно ме плени и ме воодушевува. Тој нивен минимализам, едноставност, да, тоа е она што е за мене икона, модна икона, да. Колку сметаш дека македонките имаат стил, во која категорија спаѓаме, помодарки или... Па не има и такви, и такви. Не има и такви. Нели тоа е оно што го зборав на самиот почеток, дека имаме два типа на личности, нели во случајов за жени ако збориме, оние кои што ќе им биде предизвик да облечат кокев или било кој македонски дизајнер, затоа што знаат дека тоа носи квалитет и затоа што знаат дека нели они ќе го направат тоа согласно со нивниот карактер и личност. И има жени кои што тоа ништо не им значи, кои што гледаат во витрината готов стокмен аутфит, нели им се допаѓа и посебно логото, посебно нели тоа што е инстаграмски многу популарен, нели така склопен целиот и ќе го купат тоа. Така да, значи има и вакви и вакви. За жал многу поголем број веќе стануваат овие другите. Меѓутоа, ете треба ние дизајнерите, многу ми е, ова морам да го кажам дека ми е многу криво што не постои добар фешн викенд во Македонија. Ние дизајнерите многу се повлековме, значи од фешн викендот и навистина е време да се собереме повторно и да се појавиме на македонската сцена, затоа што имаме и што да кажеме, и што да покажеме, и што да поучиме. Јас сваќам дека модата е последната битна работа нели во државава, посебно во држава во Македонија кај што има многу други работи. Модерно облечени во каква сакаме така да мислам дека едноставно недостасува присуство на модните дизајнери малку по јас како единка не можам ништо да направам сама и не сакам да правам сама нормално. Потребни ми се моите колеги тука да бидеме сите заедно и мислам дека е време да се собереме и самите да се организираме едно модно случување кое што ќе трае неколку дена, секоја сезона во годината, пролет, лето и есен, зима. Не знам, навистина тоа го посакувам многу, јас сама правам реви веќе неколку години наназад, меѓутоа ми недостасуваат колегите. Ми недостасува да бидеме сите заедно на едно место и сите заедно да покажеме нели што сме сработиле во теконата сезона. Ти благодарам, Тања, на гостувањето и ти благодарам на ованиот муабет. Благодарам на поканата.